tegno. Уверен да ви изтеп. Тука там е, тука е, кматове, тука копа. Така е, после като отворям оти... Se fue tan, quedó como otro, fue tan seca. Това е хубаво.
легаво доле иде, до Бучавица. Да. Што имаше тој камења? Камене, 3 метра висока, а? Се високо, това се иде и дойде тука од... Имаше 3 метра високо, а? Скоро 3 метра високо. А широко вака? Широко одеше може 6, 7, 8 метра, така да 9 метра. Там се, кога дойде тука на разкрътницата, се разшири малко. И јас оттам тука на децата, на фамилията, изливайте, готова поплава. Днес живи не остануваме. И децата и фамилията тука на Джамо, нищо това вече готово. Сикде около куќата, това стана не можеш никъде да дойдеш. И дека ќе одеме, тук излеземе на тази тераса, надоле не можем. Оттамо не можем. И викаме готово иде, децата викат дедо идееме. Плаче децата? Деца, всичко живо плаче. И нема, иде прогледи, иде, но вие качува се волата до спрати. И почна тук да прелива веќе от тази врата. Пробвахме ние се ознаем да навала улицата врата, от този момент се сбъркахме да подпираме Гьонди да сопрам. Що да сопрам да не влезе таквото ударо и нас ни свали тук по улиците степеница. И оттам тук вече готово. Викам, готови сме, всичко живо, викам, помощ един на друг, тераме се не може. За стрехя, тук гаражата, долния спрат, гаражата, тай дел се напъли. Почнадна там имаш отбре. Попуща она, водата си изтече. Отиде там. Отиде позади кухите. Дрва, тилвия дървата ще са донесени и едно за стрека, нашата стрека, като вайдя, прави пречник, правил удар, що беше в кухите, го супира, ода пък от десната страна, от тази страна, левата на кухите. И се разделва водата. Ударо се разделва и гледаме оти има каменето насипа, го вика, видех сух, остана без тай удар. Викам, конети се, бех и ги останаваме живи. И на taj начин малко се освободиме и после вода се отгоре си иде, носи камене, това. Колко време траеше се? Сигурно трае. После траеше, но сигурно 20-30 минути. От taj случай, когато се раздели водата, ударо кај нас, колко ние видяхме дека нема да има опасност. А това от почеток е 5 минути ли беше, 6 минути ли беше, тачно не знам, това беше секундарно беше, значи додека се това напани, и това не може би да пампам какви не работи, що съм гледал преко телевизия негде дека си... А ние се явуваме тук с ната, викаме тук, пискаме и явуваме с милицията. Изключа телефон. Едначе изключва. Па се явувам, 23 пъти не изключи и никой нема. Среща, човек е среща голема. Дек се раздели водата, па ние достанем живи. Що си мислехте вака? Нищо, смърт не чека, ние нищо вики не мислим. Само викаме тук и сгръщаме децата и само викаме и готови сме, виче, нема спас. Дедо, бабо, време, сине, време, това може да чуеш у нас. Ти гледаш го и това отгоре, ще види това, не може да го поднесеш. Не. За нашата срека, прекина... Да не дай наина никъде това да се створе у живото на никой човеци, на никой. Нашата кутя се опре се. Нашата кутя ние сме се заравнили, па това тук надолу цело село Георгиево. Всичко до реката. И се е заравнило това се. А от нас виче, яка кучата се е погодила, изградили сме я. Па това все го нас опре тука, па и ние живи да останем, па и цяло мало надолу, цяло село да останем. Живо? Що ти кажеш на другото това? Що е? Това е чудо, не е видено, историята това не се пише. Що кажат по-старите? Дали некоя се случило? Не, моят татко е 83 години. Он вика, през моето детство, аз го нямам това чудо. И дело е води. Ти влечат и трупци, аз знам, ние сме по 65 години караме. И да трупци влече реката. Ама такво чудо не е било история. Това е било е някой път, това може би преди 500 години, да, 200 години. Ама не знаете дали... Ама не знае. Иначе по самата почва, когато ние тук кучета ги аз градих. Самата почва... Я да то да и каже нещо, ма. Ще знаеше от тие... Нема що да кажем, жената го кинума, що да ти кажем? Оти! Оти на две страни, па ние да сме живи. Колко внуци имате?
Имаме две внучина, тук и сега 8 отделение, големи са. Они как вика. Чека, втора година средно училище? Средно Струмица уча. И тука се погоди? Тука бе, недела беше, ручаваме, избаня се и вика, айде да отмореме. А за среќа, оно па как се задржа тука за таа минута, па е мало среќа. Оно па долу не успрати влегаше да спи, да отмара. Долу веќе не остановало живо детето, ние не сме можели да го се направи по-долу. Всичко долу, нема нищо. Долу нема нищо, Нищо готово. няма. Там има за... Може да видим долу. Ки видите, за 100.000 евра на сино. Шо велат тези? Шо велат? Стресат се? Не може, то не може, на них това ќе остане сигурно голем стрес дека се живи. Само викат, майко, ние това не може веќе нищо да постигнем, вие баба умреме, баба однесеме, баба од дедо, дојдеме, тата, мамо, шо да правиме? И ние бегаме, и ние чакаме да бегаме да спасем децата, ние, ај, старите, готово. Ама, терат помош од нас децата. Од нас терат помош, а ние не може да им даде. Они се фрлят у нас, баба умреме, дедо умреме, тато умреме. Мале дека дојме, веќе нема, иди си смртта од нас, веќе кога гледаш това. Дано дай на никой това, на никой препоручувам, на никой това да не го дай. Това чуд, тај стрес голем, шо прекараваме. И пак да сме живи. Са. Како се викаат внуците? Това се спало и се тира. Кажа ти, Бошко живееш там? Да. 15 септември. Ето. Ти бръкан човек и кажеш, че трябва синти. Добро, не сме ние. Отиде. Това ги спаси, това го спаси. Ударо отгоре се намали. Дек се това насипа, после това и добре ова бачата, цела чуе и taj материал тук се супре. Тук нагоре почна да се насипува, горе се завърте водата и на овој това доаѓа на вода. Или ovo. Ево таму. Те карпите снег. Урното нещо пред ова куќа имало. Огромно. Повеше се. Не се. Как се разговарах? Па си кажа надвор, не можем надвор. Не. Ай, госпожата, оли госпожата. Да, госпожа. Айде малко. Ай, кай нас. Води.
чука на другата нагица, ами това, на самата да, коли сега там се говори. Отиваме кому, отиваме да видели нова невичка, на набо, где машки, там невичка. Мама ти да говори, страната ми е много такси, защото всичка плана да не си вежда, да не плата, да не моите не би станали ли са жени. Да, те си привели, да. Кашак му там да тур, я там. Јас кашак. Јас Сасем да го рамал. знак. И ништо. И чути. Тоа е право става. Да пијана секој треба да не ода на тебе, да не требаш ти. Јас го надбија, на пијан ќе надбија. Бе го тука. Али как се сакаш да ме храниш така? А ја, музир бил. Гушно, не баш ти мене. Мацо, мене. Хајде. Чао, Никола. Кръсти го се Намечил кафеант. Ние като стопански предприятията не знаем по-добре тази ситуация, в която се. Най-голем дел и машините не са старени и нема средства ни за амортизация, ни за обстоюване. Значи армията користи максимално, а и тие се на 100 страна, значи мора да внимание да сведем там кај што имаме евентуално, значи точно да ги искористиме овде сите возила максимално, за да не правиме тесни грла на какви са има потреба, ама баш многу и ако нема да, значи максимално да искористиме оно што ни е располагано и евентуално ще, ако има такви некои потреби, да ги разгледаме. Да ставам ништо да кажем се, но ние ќе направиме се, што е во наша можност да го помогнеме тој процес, затоа утре ќе направите натворено точно, со рокови, без рокови, немајте ништо. Сега со рокови да знаеме колку е тоа на кој е временски период, за да видиме што уште фали, за да можеме да... Значи, овие луѓе мора брзо
животот, комуникацијата во селото да ја воспоставиме. Тоа сме и луѓето одговорни, и општината, и ние се развили сите, ние се ставиме на располагање да секој според нашите можности и балансите. Добро, имаме некоја координација, да ние се... Министре, ако да помогнам малку. Министрот бара оперативен план. Јасно. Закажиме, министрот Тодоршевски си работи се консолидира. Ние знаеме да началното владата одобри интервентни средства, санирање на последици. Дали ќе бидат тие доволни или не, ќе видиме, но сега тие средства сметаме дека се доволни за старт во таа ситуација и се разбира во таа смисла си ова оправни машинерија што тука се разбира се не да наречем, државни институции, јавните предпријатија, Кабинетот на Македонија, дури струички сили како се учеше тој засега така да се значи, тие се институции кои што не е со пари, ама е со машини. Сите машини чинат средства, се разбира чинат средства. Ќе направиме се што можеме да направиме, брзо да ја санираме оваа ситуација, се разбира после да ги видиме и одредени грешки ако има, видите ние не можеме па од година само да това, мисля, че мора сите свесни да стане вашите обрски. Причините мора да ги знаеме, независно дали тие ќе го радуваат некој или не, мора да ги знаеме за да не ги повторуваме, не заради дека треба некој да го обясни. Да видиме што се случувало, зошто е тоа така направено. Ако немало грешки, немало, никој не се разбира. Нито е као полка, сите нас тоа мора да го направиме. И ние сите сега се началници кои се потребни да дисципираме, стануваме свесни кој да да превентирата е многу важна, за таму на запад е всяком системни години, пак таму е најважна превентирата. Ние може да се навикнеме превентирата прво да бъде таа ситуација која ќе превенуваме, а ако бъде вак ситуација која се дури во село вика Гергели е видите по 6 години јас не памтам, дека вака не време е случај, не му верувам, просто човек е, но ако е само тоа, горед нито, велам, сега тоа не е толку важно, важно е да чистимо на ситуација од село, да много брзо да функционира и животот, и комуникацијата и да не дозволиме тоа не стане спустимата си на бъдност и общината. Ние, ljudските поплави, ја покажа нашата заедна координација, де сега да се калам началното, национално се работуваме, и со локалната самоуправа, и со пратениците во овој регион, и со градоначалниците, и со представачите на советите, и со главот, и мислам дека успеавме да го направиме. Се разбира, тој е се тоа да потпадне и порасне на слушаците, зависно брзо и да направите оваа точното лица да се кажат главниот збор. Се друго ќе биде само да закрепиме закрепувањето, да не се почне с добра ситуација. Девја сме толку да кажем, че биде да пред началник од комуникација со вас. Се што ќе да се прави, но ви рекол, дајте да вложиме сили, тоа да не девето и водо, мора брзо да го откриеме тоа тесно дело таму, за да што е направено, за да може да се интервенира. Може би не е за некоја голема интервенција, ама ние сега не знаеме што се случува под камењата и под наносот, тоа ќе го откриеме евентуално тоа и ќе ги чистим. Значи, прво исто така, заедно со Кукшем и Познато, овие две едностилјани прикажени стручни луѓе овде, значи, во соработка со општината што е одреден човекот за следната работа, напредки и приоритети, се разбира, тоа не би треба потреба од нас тоа да го направите. Вие сте стручни луѓе, знаете тоа како изгледа, че направите приоритет во село, кој што мислите дека така треба да се направи, ние ќе веруваме во вашиот стручен условен надзор и да ја завршиме. Значи, целта е што повеќе да излеземе капацитација за ова, за музилот, дајте да видиме што се треба. Ние ќе ја процениме таа ситуација, заедно со други стручни луѓе, па ќе видиме кој е опсек што треба да... Значи, направиме се, велам, што е во можност на главата на Република Македонија, така што беше за ljudските поплави, сега да брзо ја санираме ситуација. Денеска, знае началникот, овде представуваат и екипи на Министерството за социјална политика, на прашната единица, која што ќе ги проценат семејствата кои што според правилникот
се најзагрозени и евентуално да утврдат некаква помош, парична, двократна парична помош, но тоа да го ставиме на екипите на Министерството за социјална политика. Мислам дека многу брзо, многу добро тоа ќе го направат и дека и од тој дел нема да има проблеми. Исто така, на терен и Републичката завод за здравствена заштита преку подрачна единица во Струница, како тоа стручно се вика, не е ни битно, битно се земаат мустри редовно на детен, се следи со здравствената состојба во ова село и во другите и се надевам дека ќе нема да се направи. И друго, ако уште нешто ви мислите дека некоја друга републичка институција треба да биде на терен, да све ЕСМ, све Македонија пат, некоја друга слободно можеме да разговараме и да тие дојдат овде. Мада тие знаат оној систем што ние ги имаме поставено. Вчера, знаете, беше овде командата на Републичка штаб цивилна заштита. Подобно да се представим за мислата за Министерство шумарство и достапанство. Денеска се ми собеде, пантемикот од друга пратеника тука. Значи сите сакаме да направиме нешто, заедничко содейство. Јас сакам да кажам дека уопштените ние сега немаме друга работа, се ни оставаме на страна и главен приоритет ни е тука. Значи сите активности се други замрзнати и главен приоритет ни е Старобран, да го способиме живото тука. Конкретно и заклучок нашиот општина за целиот човечки, материјален, финански потенцијал го ставиме на располагање. Што и да збориме објективната ситуација, само се тежува што да направиме. За приоритетите мислам дека лесно ги одредуваме, знаеме и вие самите со ваша помош. Така да утре допладне ќе го имате тоа на маса. Кои се што се, мислам и самата ситуација налага, на 3 фронта планираме да работиме. Значи, да направите приоритет. Да, и ефектите мислам значи да не временски рокови, да. И со временски рокови. Не, многу е битно и за нас да си ја дадеме таа задача, за луѓето што населеното и овие луѓе овде во вас, односно во нас гледаат некаква професионална ситуација. Тоа мора да направиме приоритет. Што е сега поважно?